Претходниот пат зборував за непочитувањето на собранието од страна на нелегитимниот премиер, без разлика што истиот после неколку понижувања, навреди и клевети упатени кон пратеници, ретерира, бега и се крие позади имунитетот, што е веројатно негова карактерна особина, сепак недостојно е неговото однесување кон народните избраници. И денеска си продолжува со тоа понижување. На еден обичен лист хартија ни доставил предлози за тројца заменици со нивни имиња и презимиња за нивно разрешување. И толку. Ниту збор зошто ги предлага за разрешување. Колку е ова несериозно и неодговорно. Очигледно е дека премиерот си има слепи послушници што ќе му ги гласаат сите работи што тој ќе ги предложи. Од тука во услови кога веќе парламентарното мнозинство без поговорно гласа се што трајно неспособниот ќе им предложи, се поставува прашањето од потребата за постојање на дебата во овој дом на граѓаните. Ова парламентарно мнозинство е подготвено да ги разреши замениците и да на нивно место постави луѓе кои до ова собрание, внимавајте, доставиле непреведени биографии. Демек ние народните избраници треба да си предпоставуваме што мислиме и што пишува во тие биографии. Понатаму треба да гласаат за лице за кое просветен инспектор има утврдено дека има спорна диплома, односно лице кое за време на 27. април беше на најодговорната функција во Министерството за внатрешни работи како министер, а не презема ништо за да се спречи насилството, чишто мастермајнд беше Зоран Заев. Односно, внимавајте, тоа лице што го предлагате за заменик за образование, во тоа време е највисок во хиерархијата на МВР и лице кое воопшто не беше повикано на одговорност. Значи имаме ситуација кога сите негови подчинети од Министерството за внатрешни сега се осудени за тероризам на некаде од околу 300 години затвор, а најодговорниот во хиерархијата кој би требало да ја носи најголемата одговорност заради непревземање, не одговараше за ништо. Туку напротив ни стана заменик министер за правда, а еве сега ќе ни го средува и образованието како заменик министер. А во образованието е јасно дека нема никаков компас и затоа нема ни насока на движење. После многогодишните успешни реформи, со кои децата останаа без книги цела година поради неможноста да се договорат кој да ги печати заради поголема провизија, сега стручњаците од Министерството за образование ни предлагаат онлайн настава во која ќе се одвива во деновите кога ќе имало дојави за поставени бомби. Внимавајте, прво ги смениле електронските адреси на училиштата, за да не им дојавувале бомби. Демек, ако не им се јават, проблемот како и да не постои. Гениално. Кој се сети на оваа идеја, веднаш да оди да се пријави во Фондот за иновации да се ја подигне наградата, односно грантот. Ова е типично за владата на СДС и на ДУИ. Во моето претходно излагање кажав дека наместо да ги сузбијат причините, СДС и ДУИ ги отстрануваат последиците. Меѓутоа сега веќе нема да ги отстрануваат ниту последиците, туку ќе се обидуваат целосно да ја игнорираат заканата. Како може со таква леснотија да се приоѓа на воспитно-образовниот процес кај децата, не водејќи сметка дека напаѓачите може да сменат тактика, па да почнат со масовни дојави за поставени бомби низ стамбени објекти? Што ќе предложите тогаш стручњаци од образованието? Ова е крајно неодговорно. Имате бомби по трговски центри, судови. Што правиме ако утре ни дојават дека имаме бомби во болниците? И пациентите ли ќе ги префрлите онлайн? Повторувам, потребно е да се сузбие причината. Мора да се најдат дојавувачите и да се изнесат пред лицето на правдата што поитно, од каде и да доаѓаат, а не да се изнаоѓаат квази решенија од тие ви се полесни. Веќе влеговме во 6-ти месец на ова подсмевање со системот и травматизирање на децата и на граѓаните. Но очигледно е дека оваа неспособна власт не е на ниво на задачата затоа што нема капацитет, односно наместо да ги гради институциите, таа ги растура. И затоа се неспособни. Во делот на Министерството за одбрана, од каде ни доаѓа господинот Башким Хасани, кој го предлагате за разрешување, каде 6-та година поред Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е власт, во моментов додека зборуваме, војниците се оставени без превоз. Раководството на Министерството за одбрана повторно, како и секоја година до сега, не склучило договори за превоз на војниците и старешините, за најголем број на релации. Замислете да сте министер за одбрана на земја членка на НАТО, а да не можете да обезбедите превоз за сопствените војници. Толкава неспособност, незаинтересираност и неодговорност од носителите на извршната власт, посебно во делот на Министерството за одбрана, ниту имало, ниту ќе има. Во моментов додека зборуваме, магазините на армијата се празни, нема основни намирници за исхрана. Ако тоа што е елементарно не можете, тогаш како, тоест на кој начин ќе ја подобрите состојбата поврзана со борбената готовност?
Тоа е министерството во кое прием на војници се вршеше во партискиот огранок на Социјалдемократскиот сојуз во Рачиново, на што беше сведок македонската јавност преку соопштението кое беше јавно достапно, што за волја на вистината Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се огради од него, но процесот не застана тук. Раководството на министерството си продолжи, односно како и до сега. Тоа е министерството за кое доставивме документи за корупција во највисоките редови на Министерството за одбрана, а случајот се забошоти и нема никаква одговорност до ден денеска. Повторувам, Министерството за одбрана исплаќало плати на лица кои се со ограничена или трајна спреченост, односно неспособност за воена служба. Па требаше генералите да им укажат дека истото е спротивно на законите и штетно за армијата, за да истото го прекинат. Во истото министерство се вработени лица кои не ги исполнувале условите за прием, односно немале соодветна квалификација, што е правилски пропишана. Понатаму вработени се лица кои ги поминале тестовите за прием после неколкократното полагање, што е недозволено. Значи, корупцијата ја јаде македонската одбрана, а никој не презема ништо и со тоа непревземање се стимулира овој процес, односно станува правило и станува нормалност. Во истото тоа министерство има случаи на дискриминација и тоа по политичка, по етничка и по други видови основи, нешто што е констатирано и од народниот правобранител. Во Министерството за одбрана, кое е нели најтранспарентното министерство, се крие случај на висок службеник вработен во кабинетот на Министерството за одбрана, кој пред 10 дена е уапсен во Турција заради нелегална трговија. И сега не знаат како да го оправдаат отсуството на службеникот, па го водат на слободни денови или на годишен одмор, а лицето е во затвор во странска држава. Почитувани граѓани, очигледно е дека односот на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ кон одбраната е исклучително низ лична призма. Истото се третира како агенција за патување во странство и личен пиар. Така беше и во време на Шекеринска, а нешто слично, но не со толкава мерка го користи и сегашната министерка Славјанка Петровска. И народски кажано, не се свртеа во државата за да ги решат проблемите на системот и на војската за кои што туку зборував. Главното прашање кој се поставува денеска пред пратениците е зошто се разрешува заменикот од Демократската унија за интеграција. Доколку е коалицијски договор за да се зголеми и стабилизира мнозинството, како што не убедуваше Ковачевски, што со вчерашното гласање видовме дека е лага, зошто тогаш заменикот министер не си поднесе оставка и само да се констатираше неговата оставка, туку истиот мора да биде разрешен на предлог на премиерот. Задоволен ли е премиерот од неговата работа или го разрешува само за да се обиде да го изгаси пожарот и нетрпението внатре во партиите на владеачката коалиција? Мене не ме интересираат внатре партиските игри и потреси. Тоа што го имаат меѓу себе, нека си го решаваат. Но ме интересира зошто 3 месеци се труеше македонската јавност дека ќе сме добиеле зголемено стабилно мнозинство за реформски процеси. Апсурд сам по себе. Еве и да имавте 72 пратеници, како што првично најавувавте. Кога планирате да ги спроведете тие потребни реформи во 10 месеци? Не може тие што довеле до колапс на системот да го кренат на здрави нозе, затоа што да знаеле, тоа досега ќе го покажале. И за крај, исто како и дел од претходните дискутанти, ќе се надоврзам на прашањето до премиерот, како планира со лице кое е доктор на науки по книжевност и е поетеса да ни го реформира земјоделието, односно каква додадена вредност ќе добие Министерството во ликот и делото на новата заменичка министерка со незиното портфолио? Никаква. Премиерот е изгубен во политиката и работи и спроведува тоа што ќе му кажат. Нема свое достоинство и обичен слуга на Артан Груби. Тоа народот го гледа и затоа револтот кон него расте секојдневно. Премиере, свестете се додека е време и заминете си. Благодарам на внимание.